Добар дојдовте во мојата нова видео. Денес снимаме со Благица Велјанова. Малце ќе поразговараме за низината кариера, така да останете до крај на видеото. Мислам дека ќе ви се допадне. Велјановска. Да. Фала Благица што прифати по да снимаме заедно. Не е проблем. Дали си спремна? Да. Опиши се во 3 збора. Да се опишам во 3 збора, па еве едно нешто што ќе го кажам за мене е дека сум упорен тип, иако изгледам несериозно од страна. Сепак не е така. Многу сум сериозна во врска со кариерата. Како да се опишам, креативна сум. Супер. Од каде идеја да се занимава баш со музика? Од секогаш, што ми е наследно од целата фамилија од страната на татко ми. И најверојатно наследна ми е и желбата за музика. Друго прашање ми е кој ти беше првиот настап и како ти беше чувството? Првиот настап ми беше на манастир во село Крушејца, Мариовско, и буквално не знаев кај терам. Тремав? Не, немав трема. Редок случај е да имам трема, јас, ама немав искуство, не беше некоја таква свирка како за почетници. Ама ете, првата свирка ми беше таква, тешка да речам, и бев изгубен случај. Ама тоа се испреи со тек на време. Благодарение на некои колеги, професори што би помогнаја и така. Супер. Кој настап ти има остане најпаќе впечаток што нема да го забориш во наредните 2-3 години? Па, сега брзо имав еден настап, приватна забава во Битола. Па, то имаше многу љубов меѓу себе, да, енергија, скокаја, рипаја, вајна беше. Така, не знам да го снимав нештото или да бевте присутни во тој момент. Значи лудо не заборам. Да, лудо не заборам, но ќе ме сватевте за што зборувам. Супер, што музика најчесто преферираш? Мола? Македонска или српска? Што музика најчесто преферираш? И јас гледам да се фокусирам на сите жанрови и пеам дури и англиска музика, поп, рок, народно терам. Се извинувам, брат. Народно терам, српско, македонско, се. Супер. Дали ти си има некој случај, некој инцидент, пример, или ти има даден пример на настап, и пример ти има речен истата песна, пример, не знам, 2-3 пати пример да не таси или пример микрофонот ја зема. Пошто има некои такви случаи. Имало случаеви да ми ја побара истата песна повеќе пати, ама се дури не било тоа на агресивен начин, мене не ми представува проблема. Да, се имале случувано инциденти, не заради песна, заради недолично однесување. Јас сум вокал што работи Јас сум вокал што работи културно се изразувам кон публиката и сакам исто да ми биде возвратено. Примам нарачки и тоа е тоа, значи ќе си појдам на маса се, ама данаш време не секакви луѓе. Не сакам. Не знам да те малтретира, пример, некој на сред настап, нема смисла, мислам. Со да пеем, да не да се заебавам. Или да ме развлекува некој, не сакам. Или ако ми дај некој бакшиш, со тоа не нема како, нема власт на мене со тоа. Тоа било кеф негов. Така. И како се справиш со хейт коментарите? Ако може да кажеш. Не се замарам. Не знам. Не се замарам, гледам, ги избегавам. Имам и на претходно интервју кажано, повеќе се фокусирам на позитивните личности отколку на негативните. Да, тие мислам што зборат и со хејтот, мислам дека немаат некој живот посебен и се замарат со туѓи животи и со туѓи мисли. Тоа е. Ги имало и секогаш, че ги има, нема да ги спречам ако се замарам со нив, така да не се замарам со нив,
позитивните личности ми се мотивација за да продолжам понатаму и да се надоградувам. Така, добро, во данешно време немаш на луѓе ми затоа муцките, пошто љубоморат и ти љубоморат. Тоа е факт. Да, фала Богу. И наредно прашање ми е како од каде стигна до Мирак Мен? И како беше енергијата, пошто таму има врв непајачи, сигурно ќе бидеш и ти. Фала многу. Па преку колеги. Преку колеги. Сакаш да одиме, ајде. На замена појдов за една колешка, Дани Даниела, па после продолжив да одам. И така. Има енергија. Со 90% од колегите што одат таму се знам. Земам мислам, тие ми се инспирација, земам совети од нив. Така и треба. Да. Не го гледам никој како конкуренција, секој си има свој идентитет. Гледам да бидам пријател со сите мои колеги, да не се такмичам со нив, туку да бидам соработник. Супер, ете да не дължи многу, што план имаш виднила и ако можеш нешто да не откриеш. Па ете, военно ќе ти откријам дека сум текстописец, мислам дека и многу луѓе го знаат тоа. Плано имам во иднина, имам многу тргнати песни за снимање, што сакам да ги снимам. Да се снимам така, мислам да се снимам повеќе песни, да се надоградувам. Имам и испланирано и спото и таму некој. Нема да откривам сега се. Со тек на време. Книгата да си ја извам конечно, што ја спремам веќе години. Заедно со книгата да има и изложба и... Книги имаш напишано? Да, Или веќе не ги пишувам. Па цепа нешто браво. Да. Читам, пишувам за тоа. Значи во глобалот толку нема друго да не Се откриеш од ништо. уметност. Спото нека откриеш. Па спото, сега имам нова песна, сега после нова година ќе го снимам спото, ми е пишуван за мене и за мојот сопруг. Начинот на кој се запознавме е опишан во песната. Многу интересна, јас ја пишував, ја компонирав. Аранжманот ми го прави Славко Ристески, голем поздрав до него. Прекрасен аранжман, втор пат соработувам со него и понатаму ќе соработувам. Презадоволна сум. И така, спото ќе биде во македонска куќа и ќе има многу статисти. Значи толку. Тоа е. Добро. Толку до видео, ако ви се допадна видео, ако сакате што вака ново видео, да не забравите да ставите лайк и subscribe и обавезно да ја запратите Благица, ако имате прилика да одите на нејзина настап, мислам дека убаво ќе се помините и нема да сгрешите што ќе одите на неговиот настап. И фала ти што не Благица. Ништо, се гледаме наредна прилика. Чао.